Изолација од реалниот свет, оддалечување од родителите и сите блиски луѓе, пораст на насилство, продажба на наркотици, жртви на трговија со луѓе, депресија. Социјалните мрежи можат да имаат исклучително штетен ефект на децата и адолесцентите, предупредуваат експертите. Facebook, Instagram, TikTok се еден од главните двигатели на социјалната криза кај најмладите. Иако овие мрежи имаат и позитивни аспекти, како поврзување на младите, комуникација и развивање нови вештини, нивната злоупотреба може да има опасни последици. Оно што се случува на социјалните мрежи често пати е и лажно. И тоа е една од огромните опасности кои ги днебнат младите луѓе. Лажните профили, лажните луѓе. Младите луѓе се многу лесна мета за секаква злоупотреба од секаков вид. Од злоупотреба за да се сретнат со некого, до трговија со бело роблје, до продавање на наркотици, до идеологии некои. Значи, треба да бидеме многу внимателни. Мора да се укаже на опасностите, бидејќи децата лесно можат да изгубат допир со реалноста и премногу да навлезат во виртуелниот свет. Така може да го изгубат емоционалниот контакт, да станат асоцијални, затворени и депресивни. Виртуелната реалност е дел од реалноста, ама е мал дел од реалноста. Вистинските контакти со луѓето, учењето, се уште живеењето, социјализацијата е нешто што го градат човекот и се многу важни за него за да се изгради една одговорна, возрастна, зрела личност. Значи, тоа е првата опасност дека премногу долго може да остануваат и да изгубат контактот со реалноста во која што сега и овде живеат. Второто е да изгубат контакт емоционален со луѓето околу него. Може да биде последицата од недоволно обрнување внимание. Истражувањата покажуваат дека младите кои подолго ги користат социјалните мрежи се соочуваат со ментални, психоемоционални и физички здравствени последици, депресија и анксиозност.